Кое е твоето мислење? Како може да реши овој проблем на неисплаќање и на барање на сега на како да те прашам, да едноставно се најде нели погодно ова решение кое што би ги превенирало работодавачите од тоа да им ги бараат парите назад на работниците, или па нели и да не им ги исплаќаат воопшто. К15 или реглед за годишен одмор е горлив проблем кога станува збор за правата на работниците. Со години се провлекува. Ние од младата генерација правници или обштествени дејци во Македонија не знаеме како е доброволно исплаќање на оваа давачка. Памтиме искуствата на постарите кога се давале К15-13 плата во една друга држава. Од осамостојување навака веќе Македонија тоне во непочитување на правата од работен однос, а К15 мислам дека е врвот на општествената нееднаквост. Поголемиот дел на работници од јавниот сектор овој недоместок на плата регрес си го остваруваат по судски пат преку тужби, затоа што во колективните договори е предвидено облигаторно исплаќање на регресот за годишен одмор. Но во приватниот сектор е малце комплицирано, како што кажавте, вие има некои работодавачи што го исплатат за да ја задоволат законската обврска, а понатака го бараат регресот назад на рака, или го заменуваат со преку времена работа, го заменуваат со ноќна работа или со некој друг додаток, треба да го исплатат на работниците како компензација. Или воопшто не ни пуштаат на доместок за К15, само го плаќаат данокот за државата да има евиденција дека е платено овој надоместок. Па работниците пробуваат по судски пат во приватниот сектор да го остварат ова право, меѓутоа е малце комплицирано, затоа што знаете од 2015 имаше измена на општ колективен договор за стопанството. Ако претходниот општ колективен договор предвидуваше задолжителна обврска за работодавачот, од 2015 измената вели ако работодавачот има тешка финансиска состојба, да може да се ослободи или да се намали висината на исплата на регрес на годишен одмор. Некако работниците се оставени на волјата на работодавачот, дали сака да ги почасти под наводници во кажано со регрес за годишен одмор или ќе мора да изнаоѓа други начини како да се реши. Овде треба синдикатите и работниците да повишат малце гласот или погласни да бидат, не во смисла на законски решенија и норми, него во смисла на почитување на работничките права со принципот земи или остави. Во гостителството веќе гледаме дека работодавачите дури нудат и повеќе од оно што нудеа претходно, затоа што нема работници. Ако оваа атмосфера се прелее и во другите дејности, на ист начин работодавачите не само што ќе ги исплаќаат овие надоместоци, него и ќе молат за работници. Ако се доведе да се реверзибилен процес на понуда и помарувачка во работниот однос, тоаш имало исплата на овој надоместок регрес за годишен одмор. Незаконски е да бара работодавачот да го врати назад, тоа мислам дека сите знаат. Ако го пријави работникот во трудовиот инспекторат, работодавачот сигурно и казна ќе заработи. Ако мисли дека има финансиски средства работодавачот, тогаш работникот може и да преку судски пат си го оствари ова право. Меѓутоа за сега никулци гледаме, има никулци, меѓутоа се уште е потребно време за да развие свеста кај работодавачот дека работникот го заслужува ова право, го изработил, го стекнал ова право. Ова што рече и ти за општиот колективен договор за приватниот сектор, нели таа спогодба која што во 2015 беше и подпишана. Таму можеби ова е мое мислење, би требало да се утврди износ некој кој што би требало да го исплати
работодавачот, бидејќи нели таму и воопшто не ни постои никаква бројка. Нели нема не е наведена. Да, на колективниот вели може да исплати и во помал износ. Не е наведен. Тоа е да, не е наведен износ, тоа сакав да речем дека може би требало да се наведе износот. Ја мислам дека законодавецот оставил джентлменски да се договорат синдикатот со работодавачот, ако навистина работодавачот е во неповолна состојба, да кажеме се случи последниве 2 години да има светска пандемија, па во тие услови би нашле примена можеби овие измени на колективниот договор, секако под услов работодавачот да е честен со бројките, нема работниците, да го приложи на синдикатот, па синдикатот со своите вештини навистина да утврди дека е тешка состојбата на работодавачот, па на некој начин го субвенционира или го поттикне за следната година повеќе се создаде вишок приход, од кој што би можело да се надомести и да се даде во едно место. Меѓутоа, често се случува работодавачите да ги кријат вистинските бројки или да бидеме прецизни од редени работодавачи ги кријат, да не зборуваме во множина, бидејќи навистина јас разговарав ова зашто го велам, разговарав сега, извини што те прекинав, со председателката на организација на работодавачи и таа искрено си кажа, вика, ја и за новиот закон за работни односи им велам на економско социјален совет. Тие што не го почитувале стариот, нема да го почитуваат ниту новиот. Нели, оние, јас ги нарекувам нив газди. Оние кои што ги третираат работниците не како работници, туку како робови. Тоа е феудализам, експлоатација или модерен капитализам. Повеќе термини го објаснуваат однесувањето на таквите работодавачи кон работниците. Ја велам дека законската норма е потребна само кога понудата е поголема од поборувачката. Во моментот кога, како што е во угостителскиот сектор сега, сите сектори ќе имаат потреба од работниците, тогаш законот нема да има големо влијание, затоа што пазарот на труд ќе диктира обврските кои што треба да ги исполни работодавачот. Има голем број на компании кои што исплаќаат К15, ништо спорно. Да кажем, ги кријат бројките се под наводници, зашто завршната пресметка е јавен податок, од централен регистар може да извади секој. Сега делот околу синдикатот. Воопштиот колективен договор вели да се договори со синдикатот, ако нема синдикат со некој представник од работници. Помалите фирми немаат синдикат, а обично тој представник од работниците е, од наводници ги кажам, најпослушниот работник, што би подпишал нешто во корист на работодавачот, на таков начин да заобиколат примената на оваа измена на општиот колективен договор. Меѓутоа, во приватниот сектор важи едно правило, ништо не е вечно. Значи, ако неколку години пред работодавачот ги избегнува исполнувањето на своите обврски, работниците гледаат ако екзистира фирмата не напредува или не, да сменат компанијата, па ќе добија лош глас или лоша репутација во општеството, последниот пат кога ќе објави оглас за вработување, има се помалку пријавени кандидати. Ме разбирате? Да. Ќе најде примена тука таа одредба за исплатување на К15. Значи, таа одредба може би е наменета навистина за оние што имале тешка деловна година. Се гледа и се утврдува. Може имале штета, ме разбирате, имале поплав, имале пожар, не се исплатени средствата од компанија, не работеле повеќе од 5-6 месеци, па не можеле да остварат приход. Работниците го гледат и сочувствуваат. Низ годините работа во оваа професија и контактот со работници, сум видел дека работниците наистина сочувствуваат или имаат емпатија со судбината на компанијата. Нека не биде спорно за ниеден работодавач, меѓутоа, ако
насетат дека сакаш да ги изманипулираш или лажеш, тоа нормално ќе се јави одбран механизам како и секој друг. Александар, јас морам да кажам тука, пошто еве разговараме за ова сега, јас имав лично таков случај, каде што после 6 месеци работа дадов отказ од работа и газдата, ќе го наречам газда, ми се јави да ми ги побара парите од К15 назад што ми ги пушти. И јас не му ги вратив, си ги задржав за мене. Да. Мислам дека нели ми следуваат. Да. Апсолутно. А инаку се јави, почна да се дере, почна да, значи, и мислам дека многу работници во приватниот сектор, особено во микро и мали компании, има такви газди кои што си земаат за право да им бараат и К15 назад и плати да им пуштаат до 25 во месецот, едноставно да се поигруваат. Ама тоа се како да, јас ги нарекувам и нелојални конкуренти на оние вистинските работодавачи. Бидејќи поради таквите и компаниите кои што работат ферски ги губат, како да кажам, губат во очите на работникот. Тоа е целата ситуација. Ние затоа имаме ваков пазар на труд како што имаме. Па може во некој идно време тој работник ќе стане самиот предприемач, има компанија и нема никогаш да соработува со тој газда, како што го велиш ти, што те избркал што ти дал К15. Иначе ваквиот однос работник и работодавач влече корени од поодамна и повеќе фактори влијаат за да стигне до ова ниво. Меѓутоа, јас сум кажал повеќе пати, помалите фирми имаат проблем со менеджментот или менеджирањето на human resources, на човековиот труд, и заради тоа настануваат вакви проблеми. Ако некој работник сака да си оди, треба да го видиш, да го процениш и да се убедиш да го задржиш. Ако некој работник па сметаш дека не е квалитетен, дека не може, он го предвидува, лични причини се вика и не може да ги извршува работните задачи, ти веднаш да пресечеш, да не се појави после некој време антагонизам. Значи, лошиот менеджмент кај работодавачот доведува до вакви проблеми како што ги набројуваш.